Добро дојдовте во Зумин. Македонија со години создава IT кадар кој работи за странски компании, а извозот на IT услуги бележи континуиран раст. Во исто време, земјите од регионот веќе привлекуваат големи инвестиции во дата центри и инфраструктура за вештачка интелигенција. Владата најавува законски измени за да го отвори патот за вакви инвестиции кај нас. Но дали Македонија може да направи чекор напред од земја што извезува IT услуги кон земја што привлекува големи технолошки компании и капитал? За тоа како да се привлече капиталот од технолошките компании во земјава и дали треба да имаме дата центар, во денешната емисија зборувам со професор доктор Орце Симов. Господине Симов, пред се добро дојдовте во Bloomberg Adria. Добре најдов и благодарам на поканата. Во последниот период се повеќе се зборува за изградба на дата центри, по примерот веќе започнува во Хрватска, се говори Србија, тука некаде со најавите и преговорите и Македонија. Што всушност представува еден современ дата центар и зошто станува толку важен во ера на вештачка интелигенција? Дата центарот е една од основните инфраструктурни објекти или постројки или капацитети на денешниот интернет. Интернетот е мрежа од мрежи која што дава одредени услуги. Услугите кои што денес ги дава интернетот се извршуваат, се хостираат во така наречени дата центри. Тие дата центри се капацитети во кои што има огромен број на сервери, односно серверски фарми кои што можат да складираат огромни количини на податоци, да процесираат и да дистрибуираат до крајните корисници секакви типови на дигитални податоци. Од се што денес имаме како услуга на интернет, имејл, социјални мрежи, веб сервиси, веб сајтови, хостирање на HTTP, HTTPS протокол и така натаму, сето тоа се извршува во така наречени дата центри и затоа тие представуваат едни од основните инфраструктурни објекти на самиот интернет. За да функционира сегашниот интернет, а и во иднина технологиите кои што доаѓаат пред нас како вештачка интелигенција, автономни роботи, сето тоа да функционира, една од основни компоненти се тие така наречени дата центри. Ние во Македонија дали можеме да привлечеме и да изградиме дата центар? Тука можеме да разликуваме дали изборуваме за државен дата центар, за приватни дата центри и така натаму. Во Македонија веќе и постојат некои помали дата центри на приватни компании кои што преку нив изнајмуваат сервери или даваат одредени услуги на заинтересирани државни или приватни институции. Ако зборуваме за некој дата центар од поголеми размери, тогаш една проблематика е градењето на тој дата центар, а втора можеби комплицирана проблематика е кој би го користел тој дата центар со целата таа инфраструктура, затоа што од поголем обем дата центар тоа е инвестиција која што чини неколку стотици милиони евра. Ние во Македонија за жал немаме економски оператор, односно компанија која што дава услуги во целиот свет на голем број на корисници, која што би за нејзини потреби изградила таков дата центар. Останува на тоа да привлечеме некоја голема технолошка компанија која што креира огромни содржини на податоци, ги дистрибуира низ целиот свет, да ја привлечеме таа на нашата територија да изгради дата центар и сметам дека можеме да го направиме тоа. Така, сега го спомнавте и самиот момент приватните инвестиции, односно веќе има некои одредени дата центри кои што се помали. Зборуваме сега за еден поголем дата центар. Кажавте од прилика колку тоа би чинело, но од другата страна и привлекувањето на инвеститор од странство да го изгради. Но ајде на самата основа. Дали пред се имаме како земја технички, енергетски и инфраструктурни предуслови за да изградиме еден ваков дата центар, без разлика дали станува збор за домашна инвестиција или пак странска? За таков дата центар пред се потребни неколку основни карактеристики. Една од најосновните карактеристики е тоа што таквите дата центри трошат голема количина на електрична енергија и ние на местото каде што би го граделе тој дата центар, треба да имаме можност за поголем приклучок и поголема моќност на таков капацитет кој што би трошел од 50 мегавати па и повеќе електрична енергија. Потоа втор услов за градење на дата центар, на таков дата центар е да имаме
и телекомуникацијска инфраструктура, односно оптичка мрежа од повеќе провајдери на местото каде што би се градал дата центарот и понатаму останува човечки персонал, односно човечки кадар кој што би го изградил и понатаму би оперирал со тој дата центар. Значи, потребна е енергетски капацитет да може да се снабдува со електрична енергија и тоа за таквите капацитети особено од повисок степен, затоа што дата центрите можат да бидат од тајар 1 до тајар 4 со највисока стабилност и сигурност. Тие дата центри можат да бидат исклучени во текот на годината само 26 минути за да имаат ниво тајар 4. Тоа значи дека тие треба да имаат редунданција во се, редунданција во напојувањето со електрична енергија, редунданција во телекомуникацијските линкови, редунданција во системите за ладење и така натаму. Сите тие услови треба да бидат исполнети и таквите инвестиции чинати по неколку стотици милиони евра па може да достигнат и до милиарда евра од најсофистицирани, најсовремен дата центар со поголем капацитет. Сега во услови кога дата центрите стануваат некако како една инвестиција странска во земјите во регионот, како и кај нас веќе се отвара тоа прашање, какви се економските придобивки, кои би биле еден ваков проект на државата доколку го имаме? Дали тоа станува збор за нови работни места, бидејќи сега го знаеме дека дата центрите така не привлекуваат голем број на работни места, но сепак треба да имаме и квалификуван кадар за во дата центарот и од другата страна до дополнителни инвестиции во IT секторот. Која ќе биде економската придобивка од еден ваков центар? Тоа што пред 150 до 200 години влијаело на развојот на економијата било градење на патишта, градење на железници и градење на енергетска инфраструктура за електрична енергија. Таа стратешка улога денес ја имаат оптичките мрежи, мобилните комуникации, дата центрите. Значи, дата центрите имаат клучна улога затоа што тоа се центри во кои што живее интернетот, кои што ги овозможуваат денешните интернет услуги, а ги овозможуваат и утрешните, наредните услугите во иднината. Така што од клучно значење е да се градат дата центри. Ние, впрочем, денес можеме, доколку ја отвориме мапата на светот, за тоа да видиме каде има дата центри, ќе видиме дека дата центри во најголема концентрација и најголем број има во најразвиените земји. И тоа е уште еден критериум како можеме да утврдиме дали некој и колкав е степенот на развојот на една земја. Колку повеќе дата центри има и колку е поголем нивниот капацитет, толку таа земја е поразвиена. Во овој дел, изградбата на дата центри во Македонија може да биде прилично добра шанса за нашата земја, ние да го подигнеме на едно многу поголемо ниво нашиот економски обем, односно да го зголемиме бруто домашниот производ. Дата центрите се голема шанса за тоа, особено ако се земе во предвид дека пред нас надоаѓа еден бран на технологии како што е вештачката интелигенција, автономни роботи, синтетичка биологија, кои што навистина ќе имаат големо влијание во трансформација на економијата, во трансформација на целото општество, а за сето тоа се функционира се потребно е да се градат тие дата центри. Сега од другата страна, ако говоревме пред 5 до 6 години, можеби и стратегијата на поголемиот дел од државите од регионот беше привлекување на странски директни инвестиции, особено во таа голема експанзија на автомобилскиот сектор. Сега во последните 1 година до 2 се менува и целата стратегија на земјите во однос на привлекувањето на странските инвестиции, тие да бидат насочени повеќе кон технолошките компании. Колку сметате дека Македонија може да биде конкурентна во однос на земјите од регионот за привлекување на една инвестиција од странство за изградба на еден ваков центар? Што значат изградбата на денешните дата центри, би го спомнал еден пример со Германија и Google. Само Google што ги има изградено 2 дата центри во Германија и придонесот на тие дата центри во 2022 година во германската економија беше 1,2 милиарди евра. Значи, за толку се зголеми бруто домашниот производ за Германија, во Германија при што се вработени неколку илјади вработени. Ако земеме во предвид дека во Македонија бруто домашниот производ е 15
милиарди евра. И доколку ние изградиме неколку дата центри на такви, доколку успееме да изградиме неколку дата центри на големи компании, тогаш и доколку ги земеме тие бројки во предвид, тие изградбата на тие дата центри можат да представуваат значителен инпут во нашата економија и во зголемување на бруто домашниот производ. Така што ние треба да се трудиме што е можно повеќе да привлечеме градба, и тоа е една шанса за Македонија, на компании кои што имаат потреба од дата центри. Ние се наоѓаме на Балканот, средишна земја сме на Балканот, преку нас поминуваат многу патишта од истокот кон западот. Истото тоа се случува и со телекомуникациите, треба да ги зајакнеме нашите телекомуникацијски врски и север-југ и исток-запад понатаму, доколку ние треба да се трудиме да ги идентификуваме тие компании. Тие компании се оние светски компании кои што имаат огромен број на корисници низ целиот свет и генерираат огромна количина на сообраќај како Facebook, TikTok, YouTube, Google, Microsoft, Amazon и така натаму, да на некои начини сами направиме некоја рамка, односно понудиме на нив, на наша територија, да се направат дата центри, ние да овозможиме на тие места, да предвидиме можни места, на тие места да се обезбеди потребната енергетска инфраструктура, телекомуникацијска инфраструктура и на некој начин да бидеме спремни, односно конкурентни во однос на другите земји, за да го искористиме овој бран на дигитална трансформација на економијата и особено на идната трансформација на целокупното општество што ќе следува со вештачката интелигенција. Така е, сега веќе кога ги оставиме датата центри, од другата страна македонскиот IT сектор со години успешно работи за странски компании, тоа неминовно се гледа и низ податоците. Како тоа искуство и кадар може да се искористат за привлекување на самите компании да инвестираат тука, односно да ги инвестираат компаниите и да отвараат во Македонија, бидејќи таа поврзаност секако ја имаме, без разлика на државната стратегија, тука секако се и бизнис релациите. Колку сметате дека IT секторот може да привлече повеќе странски инвестиции во земјава? Ние до сега имавме IT сектор кој што прилично успешно работеше, но во најголем дел тој работеше за други компании, за други партнери, да работеше така наречена лон работа или работење за економски субјекти кои што имаат своји производи и услуги, и нашите IT лица кои што работеа во поголем број на компании во Македонија не развиваа сопствени производи и услуги кои што имаат високо додадена вредност, туку работеа за некои други компании, но и тоа беше добро затоа што платите во тој сектор беа прилично големи. За да постигнеме поголем резултат, подобро е да имаме да има компании овде што развиваат нивни производи и услуги и ги продаваат низ целиот свет, а интернетот го овозможува тоа, затоа што тоа е глобална мрежа преку која што може содржини кои што се поставени или се хостираат во тие така наречени дата центри да достигне до било кој жител на земјината топка. Од аспект на човечки потенцијал, во Македонија има релативно добар човечки потенцијал од сферата на информационите технологии, иако градењето на дата центри ќе раздвижи и други професии. За да се изгради дата центар се потребни многу електроинженери, електротехничари, затоа што од аспект на потрошувачка на електрична енергија, тој дата центар значи еден капацитет за кој што троши значителна количина на електрична енергија, за кој што се потребни редундантни конекции, мониторинг на снабдувањето на електричната енергија, негови параметри и така натаму, и платите на електричарите кои што се специализирани за работа во дата центри на електроинженерите во Америка веќе достигнува прилично голема сума, да не речем ги надминува и платите на IT специјалистите суми од над $200,000. Понатаму, во дата центрите, поради тоа што таму работат многу моќни сервери кои што обработуваат големи количини на податоци. Особено тоа би биле дата центрите во кои што ќе учат мрежи на вештачка интелигенција, бидејќи дата центрите можеме да ги поделиме, да речеме, грубо на неколку делови. На дата центри во кои што ќе тренираат мрежи за вештачка интелигенција, дата центри кои што ќе хостираат
апликации и бази на податоци, дата центри во кои што се рударат, односно обстојува блокчейнот на одредени криптовалути. Особено дата центрите за учење на невронски мрежи и за вештачка интелигенција и дата центрите за блокчейн и криптовалути трошат многу енергија и ослободуваат многу топлина, затоа таму се потребни многу специјалисти од машинството за воспоставување на тие така наречени HVAC системи, односно Heating, Ventilation, Air Conditioning. Тоа се системи кои што на што е можно поефикасен начин ги ладат серверите, односно се ослободуваат од топлината која што се генерира во тие сервери и ја одведуваат надвор од самите дата центри, затоа што доколку се зголеми премногу температурата и тие прегреат, автоматски ќе се исклучат, а тоа ќе значи и прекин на серверите, прекин на услугите што се овозможуваат преку тој капацитет. Така, господин Симов, јас ви благодарам многу за гостувањето во денешната емисија Зумен. Благодарам и на вас за поканата. Од друга страна, владата најави 17 инвестиции како поттик за економскиот раст и отварање на нови работни места. Но каков е нивниот профил и дали Македонија успева да привлече инвестиции со повисока додадена вредност, особено во технолошкиот сектор? Затоа дали земјата ги има потребните услови за да стане дестинација за технолошки компании и напредни индустрии, слушнете од интервјуто со првиот човек на дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони, Гоце Димовски. Странските директни инвестиции како еден голем двигател и придонес за секоја економија во земјата. Она што можеби е најавено и се споменува од страна на владата се веќе преговори со 17 странски директни инвестиции кои што би требало да бидат во Македонија. Пред себе бе прашала, бидејќи станува збор на вистина и за бројка од 5000 работни места кои што би се отвориле доколку сите се реализираат. Како и да е процесот на преговарање и колкав е секако интересот, току и степен интересот за да се биде Македонија земјата каде што ќе инвестираат? С оглед на фактот дека реално преговараме со голем број на потенцијални инвеститори во државата, можам да кажам дека веќе неколку од нив донесоа одлука за инвестирање во нашата држава и во периодот што следи секоја инвестиција поединечно ќе биде објавена во јавност со цел да се прикажат се детали и аспекти што значи таа инвестиција, од која индустрија, колку ќе крие работни места секоја поединечно и која ќе биде додадената вредност во самата економија. Дали има посебна структура на кои инвеститори можеби по самата структура повеќе сакаат да инвестираат? Има ли такво нешто? Дали се менува целата структура на инвеститори? Цел и заложба како влада е да привлечеме што повеќе квалитетни странски инвестиции. Кога велам квалитетни странски инвестиции, се однесува тоа на високотехнолошко производство и на креање на високоплатени работни места кои ќе креираат сериозен извоз, кои како ќе допринесе за поголем економски развој во државата. Ги споменуваме технолошките компании, ако пред 10 години говоревме многу за развојот и привлекувањето на инвестициите во автомобилскиот сектор, во оваа ера во која што живееме, динамиката во технологијата и како е брзо чекори и секако дека технолошките компании и според глобалниот тек го водат, можам да кажам, и светот во економијата. Се споменува дата центар, нешто што можеби како пример го имаме и најавено во една од нашите земји во соседството и во регионот, тоа е Хрватска. Колку пред се дата центар во Македонија е реалност, дали може да стане, колку имаме капацитет да изградиме еден такво нешто и што од другата страна би значило за Македонија на ваков вид на инвестиција? Факт е дека оваа влада почна да го гради темелот на таа модерна дигитална инфраструктура во државата. И тоа, кога велам градење на темел, тоа се креирање предуслови за да овозможиме ваков вид на инвестиции. Се работи доста на нова сфера. Факт е дека во моментов се изработува физибилити студија, која ќе утврди оправданоста на ваков вид на инвестиции, односно ќе утврди потребните фактори и локации каде се подобни овие инвестиции да бидат реализирани. Веќе знаете, самите инвестиции во дата центри имат одредени предуслови за тоа да функционира долгорочно, не краткорочно. Може ли Македонија да стане еден регионален хаб за дата податоци, дата центри, како по примерот
еве Хрватска ја споменав, меѓутоа ние може да бидеме и примерот за другите земји. Да станеме еден. Нашата цел и заложба е буквално во таа насока. Ние да креираме услови за војнина станеме сериозна дестинација за инвестиции од ваков тип на инвестиции, како што се дата центри. Со оглед на сите случувања кои што и такако се неминовни и влијаат во секој сегмент, особено по војната помеѓу на Блискиот Исток, кој што се наметнува една глобална економска неизвестност на сите пазари, дали се приметува некоја различна стратегија во странските инвеститори за одлуките каде да се инвестира, се менуваат ли целокупните стратегии и дали оваа неизвестност дополнително ги одложува инвестициите на инвеститорите? Видите, една страна, овие неизвестности што ги споменавте, креираат ризик за одредени региони и области во светот, меѓутоа за одредени региони и области креираат и предизвик, што можност за привлекување, така да сепак глобалните, односно мултинационалните компании се повеќе во нивната одлука за инвестирање гледаат да бидат исполнети неколку аспекти, односно неколку фактори. Првиот фактор е она економска стабилност, односно економска предвидливост. Вториот фактор е таа политичка стабилност и третиот фактор ја би го рекол оние трошоци кои се итекако битни за оперативната работа да бидат пониски од аспект за водење бизнис во било која друга земја. И четвртиот би го спомнала тој пристап што го имаат државите односно блискоста до европските пазари. Од сите овие 4 фактори можам да кажам дека ние ги исполнуваме скоро сите. Како држава имаме економска предвидливост, бидејќи политиките на оваа влада кои ги креира и ги имплементира се политики кои даваат успех долгорочен, не краткорочен. По два, во делот на локацијски, ние сме локацијски многу блиску до самата Европска унија и представуваме невидна хаб за сите инни инвеститори за пазарот во Европа. И од аспект на конкурентските трошоци можам да кажам дека сме многу поконкурентни од другите земји во Европа од аспект на конкурентски трошоци при оперативното работење на самите компании. Во однос на привлекувањето на инвестициите и земјите, често говориме дека и како на Македонија Германија е најголем трговски партнер, од другата страна инвестициите во минатото можеби во поголем процент беа од таа земја. Колку сега сме насочени, ние и претходната година можеби говоревме во однос на самата стратегија на оваа влада, во однос на промената на структурата, ги спомнавме технолошките компании, но колку сме насочени кон другите пазари, привлекување на инвеститори од другите пазари, како Азија и тој дел на инвеститори во земјава? Како што поменав претходно, целта и заложба на оваа влада е привлекување на квалитетни странски инвестиции, без разлика од кај доаѓаат. Суштината ние да имаме високо технолошко производство, што таму е еднината, и самото високо технолошко производство само по себе крија високо платни и работни места, кои како се битни за стандардот на самите граѓани кои живеат во Македонија, а друга страна ни се битен е делот со извозот. Зошто? Бидејќи извозот е битен елемент во креирањето на бруто домашен производ, кој е суштински битен фактор за развој на економија во било кој регион од светот. Од другата страна, како гледате за инвестициите во следните 2 до 3 години, како следите динамиката? Со оглед на тоа, ако паметам пред една година имавме навистина рекорден број на странски директни инвестиции. Колку сметате дека и самата конкуренција сега во другите земји се развива во однос на тоа на големите мултикомпании да вложуваат и на некои останати пазари кои што ги сметаат можеби поатрактивни? Ви ги споменавте овие 4 точки кои што можеби и не ставаат на мапата како атрактивни, меѓутоа дали можеме се уште да конкурираме и со тие земји каде што и е пониска до негде работата сила, од другата страна и трошоците? Ќе останеме ли атрактивна земја за инвестиции? Сметам дека сме атрактивна земја за инвестиции. Зошто го сметам тоа? Тоа го сметам врз основа на фактите. Фактот е дека од тие компании што преговаравме, тие кога не преговараат само со една држава, туку преговараат со повеќе држави во регионот, бидејќи како регион сме интересни. Така да можам да кажам дека компанија која преговараше со нас како потенцијална локација и една држава во светството не одбра нас, зашто сме поконкурентни. Така да можам да кажам слободно дека сме конкурентни.
се трудиме максимално сите оние главни постулати кои се и како битни за инвесторите, а тоа според мене се образованието. Така да во образованието оваа влада спроведува сериозни реформи, каде што главен постулат треба биде квалитетот, а не квантитетот. По два, економскиот пример, како на пример од аспект на економски да има предвидлива економија, и тоа ни е нас многу битно, и затоа работиме како влада со креирање на политики, економски политики кои даваат резултат на долг рок. И по три, инфраструктурата. Кога велам инфраструктура, тука мислам патна, енергетска и села останата инфраструктура, каде што ова влада и како инвестира сериозни износи на средства со цел да ја подобри инфраструктурата, кој е клучен фактор во креирањето на економскиот развој и раст на држава. Сега созема за крај капиталните инвестиции и тоа што го споменавте, инфраструктурата можеби и двигател во изминатиот период, се гледа на вистина значајност во однос на инвестициите во инфраструктурата, но од другата страна ги споменувам и Советот на странски инвеститори, кои што се веќе и во зоните, некако во нивните извешти постојано некако сугерира и за инфраструктурата и во самите зони. Пред се, колку сметате дека нивото во зоните кои што сега ги имаме постојани ги задоволува потребите на компаниите кои што се тука, а од другата страна дали размислуваме и за отварање на други зони, дали во Скопје или во другите земји? Видите, согласно последниот извештај на Советот, односно анкетата која беше спроведена од страна на Советот на странски инвеститори во состојба на компаниите кои оперативно работат во Македонија, странските компании, едно извештај што го презентира, односно резултати од анкетата, може се утврди дека во 25-та е поголемо задоволството и они се во поголем процент спремни да реинвестираат во државата, што значи тоа дека од 26 до 25 имаме некаков напредок, што е позитивно и покажува дека оние економски политики што оваа влада ги креира и ги имплементира даваат некаков резултат. Ние ќе дадеме се од себе, максимално да бидеме поддршка на бизнисот, бидејќи оваа влада е ориентирана да дава поддршка на бизнисот, дали тоа било странскиот бизнис, домашниот бизнис, така да би го спомнал делот со домашниот бизнис, каде што оваа влада обезбеди сериозна износ на средства за кредит со најниско историска каматна стапка, кој како позитивно беше поздравена се стопански комори. Така да нашата цел и заложба е максимално да се потрудиме да креираме услови кои на долг рок ќе креираат економски развој и раст на Македонија. Јас ви благодарам многу за гостувањето во Bloomberg Adria. И благодарам поканата. Ова беше се што подготвивме за денешната емисија Zoom In. Истата можете да ја погледнете на bloombergadria.com. Ви благодарам на вниманието.